Пискотници се слушаат од Струмица до Бихачка, откако премиерот Мицковски најави дека е можно следната година да има предвремени парламентарни избори. Меѓу раководството на СДСМ се создаде таква паника, иако ако се нормална опозиција би требало да се радуваат дека ќе има избори. Ви текнува на оваа изјава на Филипче? Прво, ние сме спремни за било какви избори во било кој период, сега и во следниот на период. Ама во СДСМ веќе ништо не е нормално, па затоа владее страф од избори. Да сум на нивно место и мене би ме фаќало паника. Последните анкети покажуваат дека разликата помеѓу ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ е 3:1. Да, тоа е реалноста на СДСМ, под водство на Филипче и на екипата околу него. Преведено во бројки, тоа значи дека СДСМ на изборите ќе има под 20 пратеници и помалку од 200.000 гласови. А што им е битно кога ќе има избори? Тие ќе изгубат и до година, и за 2 години. Колку побрзо има избори, подобро за нив. Како минува времето, повеќе ќе паѓаат. Еве еден предлог. Главна тема во кампањата нека им бидат уставните измени и ќе видат колкава поддршка имаат кај граѓаните. Заговорник во кампањата може да го повикаат Румен Радев. Тој е бар нивен човек, сигурно ќе има разбирање за внесување на бугарите во уставот. Туку на СДСМ треба да им се честита. Добија уште еден пријател во Бугарија, а тоа е новата председателка Илијана Јотова. Таа Јотова, посредбата со нашата председателка во Софија, изјави дека имала впечаток од и македонската страна нема да попушти за уставните измени. Лично мен вчера ми изненада нешто. Признавам си, за први пат во цялата си практика и политическа кариера срещам такова тврдение, че това споразумение от страна на Република Северна Македонија, подписано од предишно правителство и од предишни политици, един вид то не е валидно за тях. Абе ајде, какво говориш? Што мислеше кад се онадеше? Илијанче мисли дека за соговорници ги има Заев и Османи. Тоа време помина. Сажалявам. Ви текнува која беше Јотова? Пред 4 години дојде во Македонија со другарот на Таче, Кирил Петков, и среде битова праша: кои се тие македонци во Бугарија? Преведено во денешно време би било: кои се тие уставни измени? Председателката на Македонија извојува голема дипломатска победа на гости во Софија. 3 бода. На културен начин објасни она што на сите им е јасно, освен на СДСМ, дека не се само уставните измени, туку дека ѓаволот се крие во вториот протокол од преговарачката рамка кој го потпиша Бујар Османи. И тука попуштање нема. Уште им кажа дека историјата е дел од нашиот идентитет и оти не можеме да ја менуваме како што ќе им текне на соседите. Така се бранат македонските интереси. Колку се очени бугарите, покажува и тоа што ја пратија онаа будалетинка Слави Трифонов да ја навредува Селјановска дека побарала од бугарските медиуми да и се обраќаат на англиски јазик. Па нема појако. Какво време дојде и Бугарија доби вето од ЕУ. Бугари ушли у Софију. Сака на новата монета од 2 евра да ја представат кирилицата како бугарска азбука. Бугарска работа. Како досега на никого не му текнало словенската азбука да ја представи за своја, туку баш на бугарите. Еве им еден предлог. На монетата нека стават 2 червени и завршена работа. Така ќе направат спој на минатото и на сегашноста. Европската Унија, како со сила да работи кај граѓаните од Западниот Балкан, уште повеќе да опаѓа интересот за членство. Наместо Македонија, преговори со ЕУ почнуваат Украина и Молдавија. Да, Украина и Молдавија. Украина која е во војна, а Молдавија која не ја контролира во целост ни својата територија. Еве да ги прашам овие од Брисел. Ако некогаш ги примите Украина и Молдавија, иако тоа нема да се случи, во кои граници ќе ги примите? Дали и Приднестровје ќе влезе во ЕУ, или пак Донјец, Донбас, или можеби и Крим ќе влезе во Унијата? Па уште и онаа Марта Косни порача дека дури и да влеземе некогаш во ЕУ, 15 години ќе немаме право на вето поради оние кои не малтретираат, како сега бугарите, а пред тоа грците. ЕУ уште еднаш покажа дека зошто ја нарекуваат водницата Вавилонска.
За крај на овие 5 минути можеме да здивнеме. Светот има една војна помалку. Иако Иран е далеку од нас, војната најмногу ја почувствувавме на бензинските пумпи кога точевме гориво. Туку Трамп нека побрза да ја реши и војната во Украина. Нели овие од Брисел ќе ја примаат во ЕУ?